Јасно е дека дел формално правно со остварени некакви прерогативи законски, но огромен дел од луѓето без да има законска основа биле следени и за тоа мислам дека наскоро ќе слушнеме во јавноста повеќе информации. Па од тој аспект, кај лутаме, господин Негировски, сега ние? Кај лутаме? Значи, ако во 2020 година ние повторно имаме реална можност опозицијата, каков и да е незиниот бекграунд, да биде практично прислушкувана од власт. Втора работа е албанското милје, зошто не би било вклучено? Зборувам на памет сега. Зошто не би го прислушкувале Али Ахмети или не знам? Освен ако немало некаков договор политички помеѓу луѓето на власта да се... Ама воопшто не се битни имењата. Мене ми е зборот за принципот. Ние поминавме една страшна фаза во оваа држава. И сега 3-4 години повторно го имам истиот проблем. И тоа ова не е проблем, ова е... Знаете, една од барањата на Европската унија кон македонските власти е да се почне да се реформира разузнавачко-безбедносната заедница. Таа и формално се реформираше. Али формирање е друга организација и би требало заедно со промената институционално се случат промена и на протоколите, на начините на кои се заведуваат некакви оперативни акции, на кои се водат акциите, кои одлучува и така натаму. Така што во суштина би требало, според моите очекувања, да се стесни можноста да се употребува оваа мерка, посебно во земја која не е директно на удар на овие најголеми зла на денешницата, на тероризам од светот на исламот, радикалниот ислам и така натаму, или од други побуди или трговија со наркотици од голем обем и така натаму, што во светот е нормално да биде предмет на и ваков тип на оперативни акции и обработки. Ние во тој поглед како Македонија, како капацитет, како дестинација, како ресурс некако во светски рамки за развој на такви криминални действија сме мали, незначителни и внатрешно. Не сме ни имале... Добро, господине Гировски, каква утеха ќе биде за нас ако во 2024 година видиме дека во 2022 господинот ЗЗ или господинот ХМ бил прислушкуван заедно со целата таа екипа околу него и му се слушало и со кого седел и со кого разговарал и кај пиел и што правел, само затоа што е во опозиција. Или само затоа што не знам нешто... Едниот проблем е ако тоа се случувало на начин како зашто би сакал да верувам дека не можело да се случи, со активност на официјалните разузнавачки и контраразузнавачки структури во Македонија, значи тајната полиција која правила тоа би било еден сериозен гаф. Ако било кој политичар, јавна личност, новинар, уредник, како што или било кој друг, бил следен со злоупотреба на таквите ресурси, тоа се наши ресурси, ние ги плаќаме, и служат за овие зла, што ги спомнав пред малку, а не за борба со политички противници. Друг проблем, за кој мислам дека сега стануваат свесни и екипата од власта, актуелната власт до 15-ти актуелната власт, после тоа може би ќе биде нова или ќе биде истава. Се зборувате за параполицијата? Да, за параполициите или за можностите на луѓето неограничено, неказнето, на било кој начин, користејќи ги предностите на модерните технологии, секој сам да снима, да слуша, да дисеминира преку YouTube канали, отвореш YouTube канали и така натаму, да го правиш тоа на начин што е технички, технолошки возможен, но е апсолутно противзаконит. И кога ќе го добиеш резултатот од таа една сеопшто експонирање на приватноста и на личните комуникации во јавноста, во минута до 12 ќе се сетиш, сега ќе поднесеме кривична пријава и ќе бараме кој е виновен. Тоа ше малку доцна, да. Барате кој е виновен. Во нашиот двор е виновникот. Така.